Почитуван господин Груби, почитуван министер за транспорт и врски Благо Бочварски, почитувани представници на Стопанската комора, почитувани гости, почитувани медиуми. На почетокот сакам да се заблагодарам на организаторите за оваа респектибилна конференција, на која ќе се говори за инфраструктурни проекти, изградба на патишта, со кои се промовира економскиот развој на Република Северна Македонија. Владата која предводам во овој момент е во голем инвестициски циклус, патната инфраструктура ја обновуваме, рехабилитираме и се работи на територијата на целата држава. Пред да дојдем овде, бев на увид на рехабилитиран пат на патниот правец Ќафасан, границата со Албанија, а оваа 2023 година го пуштивме во употреба и магистралниот пат Куманово-Страцин, со што го завршивме зацртаниот проект за реализација на источниот дел на коридорот 8, за кој што беа потребни децении за овој пат да биде рехабилитиран, но тоа го направивме токму оваа година. Колку влади, колку локални власти се сменија за патна делница од 31 км да биде рехабилитирана. Но и тоа се случи и сега се вози по нов, модерен и безбеден пат на оваа делница. Нашите зборови не се предизборни ветувања, ние не ги подценуваме граѓаните, туку тоа што сме го кажале, тоа и го реализираме. Во моментов се работи и на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, каде што со реконструкцијата и проширувањето до граничниот премир ДВ Бајер со Бугарија, на источниот трак ќе имаме комплетен патер коридор 8, каков што никогаш немала нашата држава. Во тек се и рехабилитациите на патните правци Велес Градско, регионалниот пат Битола Меджитлија, Скопје Блаце, Катланово Велес, Струмица Дабиле и така натаму. Со развојот на патната инфраструктура создаваме можности за поврзување и за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Како председател на владата, уште на почетокот од мојот мандат, со министрите, директорите, раководителите на јавните предпријатија, на сите вклучени институции во процесот, кога ги разгледувавме можностите и проектите за овие крупни од витално значење за државната инвестиции, барав без разлика дали станува збор за локален, регионален, магистрален пат, без разлика дали патот поврзува две населени места, два града, региони, секој метро нов асфалт да го гледаме како преку очите на граѓаните. Само така ќе ја осознаеме вистинската вредност на патиштата за животот на граѓаните, на стопанството, а тоа ќе ни биде и дополнителен поттик да бидеме ефективни, ефикасни, ажурни и исполнителни во работата. Владата и покрај сите предизвици кои се исправија пред нас, а тоа беа пред се здравствената криза, економската криза, енергетската криза, не се откажа од развојот на патната инфраструктура во Северна Македонија, бидејќи ако се откажевме, тоа ќе значеше дека се откажуваме од создавање можности. Денешната глобална светска економија, конкурентскиот напредок на секоја држава, наметнува потреба за најефикасно патување и транспорт на стоки и луѓе. Ако сакаме да имаме подобра поврзаност со соседните земји и главните трговски патишта, квалитетната транспортна инфраструктура е повеќе од потребна. Со тоа го зголемуваме пристапот на Северна Македонија до глобалните пазари и овозможуваме полесен, побезбеден и побрз извоз. Ја поттикнуваме регионалната соработка, ја олеснуваме соработката со соседните земји и го олеснуваме нашето учество на регионалните пазари. Изминативе 5 години се вложени преку 1 милиарда евра за изградба и рехабилитација на патишта. Поставивме темпо на работа и мора да ја оствариме замислената цел. Во последните 30 години во државата се изградени и пуштени во употреба 186 километри автопати или по 5,8 километри автопат годишно. Таквото темпо не смее да се повтори. Наша цел е Северна Македонија да има подобри патни врски со соседните европски земји, бидејќи тоа значи интеграција на државата во регионалните и европските економски мрежи. Тоа значи олеснување на прекограничната трговија и соработка, и затоа со изведбата на коридорот 8 и 10D во следните 4 години ќе се градат по 23 километри автопати годишно. Со ова ќе овозможиме зголемување на обимот на трговијата и ќе создадеме можност за потенцијално зголемување на извозот. Ќе овозможиме Северна Македонија да стане поатрактивна дестинација за нови странски инвестиции, кои донесејќи капитал во нашата држава ќе отворат и можности за нови вработувања. Оваа влада започна еден огромен инфраструктурен проект, најголема капитална инвестиција во историјата на нашата земја, коридорот 8 и коридорот 10D. Првиот во должина од 68 км
со автопат со 6 ленти кој ќе минува од Тетово до Гостивар, Кичево, преку Струга до Ќапасан. Коридорот 10D, долг 40 км, кој ќе оди од Прилеп до Битола и ќе има 6 ленти исто така за движење. Со овие паневропски коридори, Северна Македонија останува вистинска крстосница на Балканот. Ја позиционираме државата на економската и инфраструктурната мапа на Европа. Со отпочнувањето на овој проект создаваме можност за вработување на 8.000 работници, со што од една страна ја намалуваме на вработеноста, а од друга страна го стимулираме економскиот раст. Во овој проект веќе учествуваат македонски компании. Овој проект носи номинален раст на бруто домашниот производ од 2% годишно во наредните 5 години. Тоа овозможува и нови можности за нови бизниси, изградба на бензински пумпи, ресторани, хотели, одмаралишта и деловни објекти, што всушност представува можност за дополнително отворање на нови работни места за жителите од регионите каде ќе поминуваат автопатските делници од двата коридора. Значено е дека каде што нема коридори и економскиот раст е многу низок. Во нашата држава најмалку развиени се североисточниот и југозападниот регион, а тоа е затоа што историски никогаш немале автопатски делници како што имаме на коридорот 10. Со ова ќе смениме и рамномерната економска компонента на нашата држава. Република Северна Македонија помина еден сложен период на политичка и економска агонија и неизвестност. Владата која ја предводам ја движи државата по патот на развојот и напредокот. Нашата влада е европски ориентирана и тоа носи големи резултати. Продолжувањето по европскиот пат значи влог во развој на Северна Македонија, влог во нејзино меѓународно позиционирање, а не само во политичка, туку и во економска смисла. Европската унија е нашиот најголем финансиски поддржувач. Досега ЕУ само преку ИПА програмите има инвестирано преку 1 милијарда евра во нови инфраструктурни проекти во државата. На почетокот од неделата наша гостинка беше претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, со која говоревме на многу теми, а клучна беше планот за развој на земјите од Западен Балкан. Европската унија планира да додели 2 милијарди евра во грантови за земјите од Западен Балкан, кој ќе повлече 4 милијарди евра во заеми за стратешки проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните, работењето на компаниите, а секако и инфраструктурното поврзување помеѓу земјите од Западен Балкан. Членството пак на земјата во Европската унија значи достапност до фондовите за развој, значи можност за јакнење на економиите на помалку развиените земји членки, значи поддршка на проекти за подобра животна средина, проекти за приклучување на трансевропските мрежи во областа на транспортната инфраструктура, значи и правни, институционални, економски реформи кои што ќе бидат усладени со правилата и стандардите на Европската унија. Стратешката цел, членството на Северна Македонија во Европската унија, мора да ја оствариме. Мораме да овозможиме забрзан развој на Северна Македонија, бидејќи граѓаните го очекуваат тоа. Тие заслужуваат да живеат во европска земја со повисок животен стандард. Како влада ќе продолжиме во тој смер сите капацитети, ќе ги вложиме за побрзо членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Сакам да ви посакам на крајот плодна дебата на оваа навистина значајна конференција, од која ќе произлезат многу конструктивни идеи и ви благодарам на можноста да ја отворам оваа конференција, секако пред се на организаторите, на Стопанската комора, на компаниите кои тука учествуваат, на професорите од универзитетите и на сите оние кои што се вклучени и институционално и преку компаниите во градењето на инфраструктурата на нашата држава. Ви благодарам.